И по 4 месеци од стапувањето во сила на Законот за пакување и управување на отпад од пакување, многу мал број од правните субјекти во законот наречени економски оператори се одлучиле за колективен или самостоен настап на пазарот. Обврската за пререгистрација исто така ја исполниле многу мал дел од нив, што представува доволно добра причина за надлежните од Министерството за животна средина уште еднаш да ги потсетат на правата и обврските. До 30 јуни, кога истекува рокот за пререгистрација, а во кој правните субјекти се ослободени од плаќањето на надоместокот, од Министерството очекуваат зголемување на бројот на апликациите. Како што ми е мене познато, веќе имаме еден колективен постапувач, а веќе имаме неколку апликации за самостојни индивидуални постапувачи. Значи, фирмите имаат можност да одберат дали ќе се здружат или пак ќе се регистрираат одвоено. И се уште тој рок течи, значи до крајот на јуни месец очекуваме веќе, и обично во Македонија е така, во последните рокови се одлучуваат кој опција ќе се прифати. Представници од бизнис секторите од општините Битола, Могила, Новаци и Ресен во рамките на работилницата организирана од страна на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион денеска има можност да ги откријат начините за јакнување на своите капацитети во напорите за што помало загадување на животната средина и доследно спроведување на одредбите од Законот за пакување и управување со отпад од пакување. Очекуваме дека со оваа работилница во голема мера ќе го олесниме процесот на пополнување на самите образци од страна на бизнис секторот во Пелагонискиот регион, кои што измени пак почнуваат да важат од 1 јули оваа година. Законот за управување со пакување и отпад од пакување го имплементира начелото на одговорност на производителот. Во превод, производителот кој со своите производи пласирани во Република Македонија создава отпад од пакување, треба да се погрижи тој отпад да го собере и рециклира. Согласно законот, обврска на производителот е по завршувањето на животниот циклус на производот да создава што помалку отпад и со тоа да влијае врз животната средина. За разлика од многу други области, во сферата на животната средина Македонија скоро целосно го согласила своето законодавство со европското. Кај нас многу поголем проблем од донесувањето на законите представува нивното спроведување, кое бара големи финансиски средства, промена на размислувањето и однесувањето, нови навики и принципи, и кај граѓаните, и кај институциите, и кај индустријските капацитети.